Добар ден, почитувани, во најновото издание на програмата Радио што се гледа. Денеска денот посветен на храната, и тоа не секојдневната храна, туку специјалитетите македонски кои што се представуваат на еден ексклузивен саем во Торино. Јас најпрво ќе зборнам, ќе ме извините на италијански јазик, да го поздравам нашиот драг колега и пријател. Бонџорно Филип, бонџорно Италија, коме стате? Бонџорно тути, поздрав од Торино и поздрав до екипата на Радио Пела. Како си, Филип? Одлично, денеска е последниот ден од големиот настан Тера Мадре дел Густо во Торино. Иако сме радосни што успешно завршуваме, некако малку ни е криво што треба да ја напуштиме сета ова убавина и Торино и големата манифестација Тера Мадре дел Густо 2022. Значи, еве сега една најава генерална. Започнавте со саемот од 22, трае до денеска, 26 септември, и тоа најголемиот собир на мрежата на Светската организација за земјоделство и храна Slow Food Тера Мадре дел Густо. Чинам дека ова е 14-то издание на Тера Мадре дел Густо. Кажи ми колку земји учествуваат, што се представува на овој саем, и од Македонија има исто така една голема делегација која што ги представи нашите специјалитети на овој саем. Ајде да чуеме, малку да те размрдаме, бидејќи утринава ти заминуваш и се гледа по звукот на твојот глас, а и по изразот на твоето лице дека не ти се напушта Италија. Така е, станува збор за 14-тото издание. Овој настан се одржува на секои 2 години, значи е биенален настан. Годинава има 700 излагачи, значи 700 представници кои имаат своји штандови на оваа огромна манифестација, а се представуваат делегати од 130 земји од светот. Значи, станува збор, еве самиве бројки говорат колку тоа е многу. Годинава темата, носечка тема е регенерацијата на храната, што едноставно на многу начини се зборуваше поврзано со тоа, што значи регенерација, и на некој начин ова е подготовка за се она што во светот не очекува, бидејќи знаеме дека се соочуваме веќе и со кризата на храната. А овде не е само целта да ги видиме разликите, туку и да размислиме каков е нашиот однос кон храната. Македонија за среќа годинава има голема делегација и многу простор. Се наоѓаме на павилјон од 100 квадратни метри, а имаме делегација од околу 50 представници од Македонија. Како Македонија се представи на овој саем, што се опфати делегацијата, и уште едно тука подпрашање, секако дека имаше, предпоставувам дека имаше одредени работилници на тема регенерација, која што беше генерална тема на саемот, што можеше да се научи од тие работилници? Значи, прво, што Македонија представи на саемот, и второ, што научивте од тие работилници кои што ги имаше, предпоставувам, како еден вид на едукација за се она што е поврзано со климатските промени и возобновувањето на природата, односно на храната? Во функција на новинар за Нова Македонија, во функција на представник на Slow Food Македонија, односно нашиот Slow Food прилеп, ќе кажам дека се потрудив на вистина што повеќе нешта да можам да опфатам од целото случување. Меѓутоа, верувајте, настанот е толку голем, со толку голема агенда, што е невозможно се да се проследи. Меѓутоа, генерално ќе кажам, Македонија се представи навистина прекрасно. Тоа го покажуваат фотографиите на кои ќе видите огромен број на луѓе пред македонскиот штанд. Тоа веќе е познато дека светот се воодушевува на нашата храна. Исто така во разговорот со нашиот амбасадор овде во Италија,
амбасадорот на Република Македонија во Италија, тој истакна дека кога веќе светот овде не препознава по Свети Кирил и Методи и не препознава по Мајка Тереза, зошто да не препознава уште повеќе по извонредната храна. Делегацијата на Slow Food Македонија ја сочинуваат и 4 готвачи професионални кои се дел од алијансата на готвачи на Slow Food и тие постојано се во кујната на павилјонот и на секои неколку минути излегува по нешто вкусно од македонската храна. Освен она што на сите веќе им е добро познато тавче, гравче, понатаму ајварот, годинава имавме и традиционални охридски рецепти. Нашата Наташа Недановска од Пирустија, Недановскиот охрид правеше традиционален комат. Понатаму имавме го представивме и ширденот, прилепскиот ширден. За тоа секако најзаслужен е нашиот конвивиум Slow Food Прилеп, а годинава него го представува Тодорка Наумовска Димески, Даме Димески, потоа Гоце Бумбаровски и јас. Што научивме? Генерално не можеме, колку и да имаме насмевки на лицата и да сме весели, и сета оваа дружба ни носи многу убава атмосфера, но се некако ни покажува дека светот на вистина е пред една голема криза за храна. Како што рече и колешката Драгица Русевска од Арт Кујна, по самите производи што беа оставени за бесплатна дегустација, ќе видите по малечките парченца сваќате дека светот едноставно веќе се подготвува за едни потешки услови во однос на храната. Токму тоа не треба да не плаши, туку треба да натераш повеќе да размислуваме како да произведеме и како да обезбедиме барем основна храна за нас и за нашето семејство. Ајде сега за твоите лични впечатоци. Она што навистина се чувствува преку твојот говор и преку овој разговор е дека си воодушевен од самиот настан преку организацијата која што е представена Slow Food International и можностите кои што ги нуди не само да се представи храната од цел свет, туку и начинот на подготовка и секако во ова време кога ни се случуваат овие климатски промени и треба да се подготвиме за она што не очекува. Но настрана од сето тоа во врска со организацијата на Slow Food и овој саем, што тебе лично ти остави впечаток од саемот? Дали, бидејќи рече дека 130 земји од светот се представени, дали нешто од некоја земја ти беше толку интересно и вкусно, што никаде досега не си го вкусил и забележал, а еве може да се приготвува и кај нас? Да ви кажам, вистина преку храната може да се отслика целосно еден поглед на одредена култура. Вистина, храната е еден многу моќен представник на една цела култура. Кога ќе видите некој што јаде, може да откриете многу нешта за него и за неговата држава. Значи, според состојките ќе откриеме какво е поднебието, што може да се одгледува, како тоа се приготвува во зависност од условите што ги има таа држава. Искрено, на толку многу штандови пробав толку многу нешта, што е тешко да се издвои, меѓутоа да речеме имаше да се проба саке, нели специјален пијалок кој ете не можеме секогаш да си го дозволиме. Огромно задоволство е да се пробаат во оригинална верзија оние италијански специјалитети како нели сос од песто, како нивната пршута, нивните тестенини, нивните сирења, како пармезанот и секако ексклузивните вина. Ние имавме можност да посетуваме и винари, да имаме винска тура и да се запознаеме со традицијата. Што е многу важно и нешто што особено впечаток ми оставија, не е во конкретниот случај не е храна, тоа е како луѓето треба да се
да се потрудат да изградат една љубов и хармонија во семејството, за сето тоа понатаму да тргне. Значи, бевме посетители на една семејна винарија и ќе видите како кога се работи со љубов и со посветеност, генерациите размислуваат да останат на своите имоти, да останат на својата земја и не да личат во работата на нивните дедовци, напротив, да ја задржат традицијата, но погледот да го вперат по нивнината и да создаваат и да креираат нешто ново и нешто посебно. Мислам дека тоа е голема порака за која сите треба да размислиме, дека доколку младите, доколку луѓето не ја сватат суштината, не сватат колку е важна земјата, ништо не сме направиле. Може би во глобалната слика за овој настан, во поголемата слика, некако тоа би требало да биде поттик. Замислете во една визба, до секое шише, во стаклена тегла стојат по неколку парчиња земја, почва, за да ни покажат од која почва дошло тоа грозје и од тоа грозје е направено тоа вино што ќе го пробаме и ќе го пиеме. Во однос на точно на климатските, гледате точно по секој штанд кој е односот на земјата кон традицијата. Кога ќе видите некој донел почва, илјадници семења кои се основа за зачувување на биодиверзитетот, гледате каков е односот на таа држава кон она што значи земјоделство, она што значи љубење на природата и на сопствената земја. Има ли место за споредба со она што се случува кај нас? Знаете, нашата делегација и она се што се случува на штандот на Слоуфуд дава многу надеж, бидејќи тоа се луѓе кои се производители, наши во Македонија, кои веруваат во нашата титковина и веруваат дека убавата иднина се крие токму во работата со земјата и во производството на добра, чиста и правична храна. Затоа, споредбено, што би споредил, например, мораме многу повеќе да работиме на зачувување на семејето, затоа што без тој ресурс и без негување на локалните сорти, на автохтоните сорти, ние не можеме да напредуваме и не можеме да одиме напред и не можеме да зборуваме за никакво производство. Би се сложила сосем, бидејќи токму вчера имаше одредена репортажа на македонска телевизија во која што беше кажано дека на Македонија и недостига институт за семенски материјал и тоа е она што е првично што треба државата да се зафати за да можеме нашите автохтони сорти да си ги зачуваме, затоа што во случајов и покрај тоа што сме препознатливи во светот по македонскиот ајвар, ние се уште немаме регистрирано автохтона македонска пиперка, како што е тоа пиперката везенка. Само еден пример ќе земам, но да не завлегуваме во овие теми, да не избегнеме од саемот, сакам да те запрашам уште нешто во однос на представувањето на македонската храна, споредбено со целата онаа храна што беше на саемот во Торино. Колку има место да се каже дека македонската храна навистина изобилува со еден вкус кој што е примамлив за сите останати, ајде да речеме за европјаните, претпоставувам дека во најголем дел имаше представници од Европа на саемот во Торино. Па видете, освен Европа, имавме, до нас, например, се наоѓа павилионот на Саудитска Арабија, Филипини, значи, буквално целиот свет, не само Европа. Меѓутоа, дефинитивно, нашата храна е толку ексклузивна, толку барана, што луѓе од цел свет постојано беа на нашите штандови и чекаа да пробаат уште нешто. Како народски си велиме, се испотепа за нашите месени производи, за нашиот ширден, за нашето гравче, за ајварот, за макалото со лук, за сувите пиперки, за прекрасното овчеповско јагне, за свадбарската погача чурек,
за новите производи кои еве допрва нели се креираат, а се поврзани со традицијата и со органското производство, така што верувајте дека нашата храна за светот е вистинска ексклузива. Таква бомба од вкусови, со таква бомба од вкусови не може да се пофали секој. Има многу побогати, многу поголеми држави од нашата, со многу поголемо производство. Меѓутоа, она што умеат да го направат македонските производители, македонските готвачи, значи уживаа во македонските сирења, вина, медот. Навистина имаме една огромна палета на вкусови, бои и мириси која е вистинска ексклузива за целиот свет и на тоа треба да бидеме горди. Верувајте ми дека можеби сега кога го кажувам ова од Торино, таму звучи некоја мала Македонија се представува некаде во големиот свет, меѓутоа Македонија навистина на овој саем почувствував дека е препознаена од светот по она што го има и тоа треба за сите да ни биде поттик да се движиме во таа насока и да сториме што можеме повеќе во однос на тоа. Токму и тоа ми беше следното прашање. Филип, што е следно? Верувам дека лекцијата од овој саем ќе ја научиме како Slow Food Македонија, но што како лекција треба да им се пренесе и на производителите, преработувачите во Македонија, но и на власта, на државата, за да може преку храната Македонија уште повеќе да напредува. Задоволни сме што покрај Slow Food International и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на нашата Република Македонија го препозна ова наше излагање, значи поддржани сме од Министерството. Во насока на ова треба да се базираме и да се насочиме кон зачувување на локалното. Значи, ако ви треба дома сирење, не одите во маркет да си купите сирење од кој знае каде, туку го прашувате соседот до вас, ако е тој производител на сирење и се купувате од него. Тоа не е тешко, така се гради мрежа и така се гради поддршка. Не мора да чекаме да не фатат не знам какви кризи и глад, за да помислиме дека чекај, овие 300-500 денари, наместо да ги оставам во некоја корпорација и во некој не знам каков маркет, ќе му ги дадам на комшијата, а за возврат ќе добијам квалитет. Или јас на комшијата ќе му дадам тегла ајвар, доколку тој нема, тој ќе ми даде неколку литри млеко. Мораме да размислуваме, ова можеби звучи назадно за некого, бидејќи видов некои такви коментари, треба да сватиме дека треба да се вратиме кон базата. А базата е размената и базата е со животот. Значи, преку храната и размената на храна ние разменуваме љубов и разменуваме комуникација со луѓе. Затоа во таа насока треба да се движиме и секако дека македонскиот земјоделец и македонскиот производител заслужува еден многу поквалитетен третман од државата, од институциите, меѓутоа и од луѓето кои се купувачи на тие производи. А оние што работиме земја, и ти Гордана, и јас, и овде целата екипа од речиси 50 представници, знаеме што значи да се произведува и тоа навистина треба да се цени и да се почитува, така што во таа насока како држава да се базираме на она што е наше, на она што е локално, да го вреднуваме. Што можеме да научиме од италијантите? Ако се почитуваме себе си, тогаш може светот да не почитува. Немаме потреба секогаш само да се докажуваме, некому да се допаднеме. Едноставно да се свртиме кон себе си, прво да го испочитуваме комшијата, да го испочитуваме родителот, да го испочитуваме семејството, а потоа да го почитуваме светот, како што тој ќе не почитува нас. Одлично, Филип. Многу убави пораки, многу убава лекција што доправа верувам дека ќе се учи тука и покрај тоа што многумина ја знаат, но треба да се повторува, повторувањето е мајка на знаењето. Јас ќе ти посакам најубав ден да имаш денеска, на последниот ден од саемот во Торино.
Те очекуваме да ни се вратите во Прилеп, во Македонија и можеби еве уште еден разговор ќе направиме за она како го доживеавте саемот, што треба да се направи, како се представивме како држава и како Прилеп, односно како Slow Food Македонија знае и умее да ги представи производителите и се она што како храна излегува од Македонија. Уште еднаш ти посакувам многу убави денови, среќен пат и се гледаме во Прилеп. Јас многу благодарам за оваа можност. Поздрав од целата делегација на Македонија, особено поздрав од членовите на Slow Food Прилеп до екипата на Радио Пела. И да, се гледаме со задоволство во Прилеп, да имаме уште многу што да си кажеме, бидејќи Тера Мадре дел Густо е навистина нешто од светски размери кое заслужува внимание и можеме многу да научиме. Ви благодарам, пријатен работен ден и се гледаме во Прилеп. Чао Филип, среќен пат.